Лагуната на сирените. Ако ги затворите очите и ако имате малку среќа, повремено ќе забележите безлишен базен со вода во прекрасни бледи бои, како лебди во темнината. Ако ги стиснете повеќе очите, базенот ќе почне да добива форма, а боите ќе станат толку интензивни што со уште едно затварање на очите ќе пламнат. Но само еден миг. Пред да пламнат, ќе ја видите лагуната, а тоа е најблиско што може да и се доближите од копното. Само еден рајски момент. Ох, кога би можеле барем два, би можеле да ги видите и брановите и да слушнете појот на нимфите. Во таа лагуна, децата често ги поминувале долгите летни денови пливајќи и пловејќи, играјќи сиренски игри со морето и слично. Но, читајќи го ова, не треба да помислите дека сирените биле пријателски настроени кон нив. Напротив, Венди никогаш не можела да прежали што за време на целиот свој престој на островот од нив не слушнала ниту еден пристоен збор. Кога Кришун ќе се прикралила до работ на лагуната, ќе видела многу од нив, особено на една карпа каде што се сончале чешлајќи си ја косата толку мрзливо, што тоа дури ја лутало. Понекогаш дури ќе почнала тивко да плива, на 1 метар од нив, но тогаш тие ќе ја забележеле и ќе нурнеле прескајќи ја со опашот, не случајно, туку намерно. Кон сите деца сирените се однесувале еднакво, освен се разбира кон Петар, кој на карпата понекогаш со часови разговарал со нив. Па кога ќе станале дрски, им седнал на опашот. Еднаш на Венди го дал нивниот чешел. Да импресивна гледка била во мигот на затемнување на месечината, кога сирените испуштале чудни лелеци. Тогаш лагуната била опасна за смртниците. Се до таа вечер, за која сега ќе ви раскажем. Венди ја немала видено лагуната на месечевата светлина. Не зашто се плашала, Петар сигурно ќе ја придржувал, туку поради своите строги правила кон сите деца до 7 часот сите да бидат заспани. Сепак, таа често го минувала времето во лагуната, во сончевите денови по дожд, кога сирените во огромен број излегувале на површината да играат со меурчињата што сами ги правеле. Шарените меурчиња во сите бои на виножитото им служеле како топки, па си ги дофрлале со опашите, трудејќи се да ги задржат во виножитото додека не се распрснат. Головите им биле на обата краја од виножитото, а само голманките смееле да ги фатат со рака. Понекогаш во лагуната имало стотици сирени и тоа навистина било прекрасна гледка. Но, во моментот, кога децата ќе се обиделе да им се придружат, сирените веднаш ќе исчезнеле. Сепак, имаме докази дека тајно ги наблюдувале на тропниците и превземале по некоја луда идеја од нив. Така, например, Џон вовел нов начин на удирање меурчиња, со глава, а не со рака. Па сирените на голод го прифатиле. Тоа е едно од трагите што Џон ги оставил во недојдија. Исто така, убаво било да се гледаат и децата како по ручекот половина час се одмараат на карпите. Ги инсистирала тоа да било вистински одмор. И така, тие лежеле, телата им сјаеле на сончевите зраци, додека таа гордо седела покрај нив. Тоа бил токму еден таков ден кога сите биле на карпата. Таа карпа не била поголема од нивниот голем кревет, но се разбира, знаеле како да лежат без да завземат многу простор. Сите дремеле, или барем лежеле со затворени очи повремено штипакајќи се кога мислеле дека Венди не ги гледа. Таа била зафатена карпејќи им ги чорапите. Во еден миг, во лагуната се случила промена. Воздухот затрепери, сонцето исчезнало и над морето се надвила сенка и поладила. Венди не можела да го пробне конецот во иглата, а кога го кренала погледот, лагуната што дотогаш била извор на смеа и веселба, одеднаш станала застрашувачки и непријателска. Знаела дека не е ноќ, туку нешто темно како ноќ. Не, нешто уште полошто од тоа. Најава испратена преку морето за нешто што ќе се случи. Што е тоа? Одеднаш на уми дошле сите приказни што ги имаше слушнато за таа карпа. Дека злите капетани на неа ги оставаат морнарите да се уделат. Приливот што доаѓал многу брзо ги преплавал. Се разбира, требало веднаш да ги разбуди децата и тоа не само поради непознатото што им се заканувало, туку зашто не било здраво да спијат на карпата што бргу се ладела. Меѓутоа, таа била млада мајка и не го знаела тоа. Едноставно мислела дека треба строго да се придржува до правилото за половина час одмор по ручекот. И така, иако Венди било исплашено и во ичекување, со машки глас сепак не ги будела.
Дури никога слушнала тивог звук на весла, а срцето ѝ затреперило. Дела надмис без да ги разбуди. Венди била многу храбра, нели? Но целата среќа што меѓу децата било еден кој можел да насети опасност дури и во сон. Петар рипнал од сонот, се исправил, разбуден како пес и силно викнал при што сите ги разбудил. Стоел неподвижен со раката на увото. Гусари, извика. Другите се стуткале до него. На лицето му заиграла чудна насмевка, а Венди ја забележала и затреперила. Кога ја имал таа насмевка на лицето, никој не се осмелувал да му се спротистави. Само стоеле подготвени да ги извршат неговите наредби. Наредбата дошла остра и протак. Нуркај! Плеснеле нозе и лагуната веднаш привидно се испразнила. Карпата останала самотна во непријателските води. Небаре напуштена. Чамецот се доближувал. Тоа бил гусарски чамец со 3 фигури во него. Сми и Старки. Додека третата фигура во чамецот била заробетничката тигрицата Ливи. Рацете и носите биле врзани и знаела каква судбина ја чека. Ќе остават на Карпата да умре, а таква смрт за припадниците на незиниот род била полоша од смрт со мачење, зашто во книгата на незиното племе пишувало дека патот до вечните ловишта не води низ вода. Сепак, незиното лице било равнодушно, било ќерка на поглавар, мора да умре како ќерка на поглавар, а тоа е доволно. Ја заробиле додека со нож во забите се качувала на нивниот брод. На бродот немало стража, зашто Кука се фалел дека самиот звук на неговото име го чува бродот. Во широк круг од 1 милја. А сега ќе го чува и приказната за незината судбина. Во таа ветровита вода, на звукот на неговото име, ќе се придружи уште еден лелек. Во темнината што ја донела со себе, двајцата гусари не ја забележале Карпата, се додека не удриле во неа. Да му се сневиди, извикал ирски глас, а тоа бил гласот на Сми. Удривме во Карпа. Добро, сега само да ја кренеме индијанката на неа и да ја оставиме да се удави. Грубото истоварување на убавата девојка на Карпата траело еден момент. Било премногу горда да им покаже залуден отпор. Сосема блиску до Карпата во погледот на брановите се лулале 2 глави. На Петар и на Венди. Венди плачела, зашто тоа било прва трагедија што се одвивала пред незините очи. Петар видел многу трагедии, но сите ги имал заборавен. За тигрицата Лили кој жалела помалку од колку за Венди. Повеќе колутило тоа што се биле двајца на еден, а токму поради тоа тој одлучил да ја спаси. Најлесно било да почека гусарите да се заминат, но тој не бил еден од оние што го одбираат полесниот пат. Не постоело нешто што не може да го направи. А сега го имитирал гласот на капетанот Кука. Еј, вие таму токмаци, викнал. Одлично го имитирал. Капетанот, рекле гусарите изненадано погледувајќи се. Сигурно допливал до нас, рекол Старки залудно барајќи го со поглед. Еве, тука сега ја оставаме индијанката на Карпата, извикал Сми. Ослободете ја, слушнали изненадувачки одговор. Да ја ослободиме? Да, и сечете ги ја жињата и пуштете ја. Но капетане, веднаш, ме слушнавте ли? Викнал Петар. Додека со кукава не сум ти го распарчил црниот жигер. Чудно, спрестал Сми. Подобро да го сториме тоа што ни го вели капетанот, рекол Старки нервозно. Добро, добро, рекол Сми и ги секол јажињата на заробеничката. А таа веднаш како јагула се лизнала во водата помеѓу нозите на Старки. Се разбира, Венди била восхитен од лукавоста на Петар, но знаела дека и тој ќе биде восхитен и неверојатно ќе заграка и ќе се издаде. Па затоа веднаш ја кренала раката и му ја затворила устата. Но запрела, зашто низ лагуната одекнал гласот на Кука. Ехеј, чамец! Но овој пат тоа не бил гласот на Петар. Петар може би бил спремен да заграка, но наместо да го стори тоа, свирнал изненаден. Ехеј, чамец! Повторно се слушнал. Сега Венди сватила. Во морето бил вистинскиот Кука. Пливал на кечамецот, а неговите луѓе со фенер му го покажувале патот, па брзо стигнал до нив. На светлината од фенерот Венди видела како со Куката се фатил за работа чамецот. Го видела и неговото злобно и црномуно лице, додека се кревала, а од него се цедала вода. Па треперејќи од страв, сакала да се оддалечи пливајќи, но Петар не мрднал.
Морници му минувале низ телото, а главата му тежала од вообразеност. Не сум ли јас чудо? Во какво чудо сум јас? Прошепотал. Иако и таа го мислела истото, сепак се спасна неговиот добар глас и било драго што некој освен неа не го слушна. И дал знак да слуша. Двајцата гусари биле љубопитни да знаат зошто капетанот дошол до нив, но тој само седел со главата потпрена на куката во положба на длабока меланхолија. Капетане, дали е се во ред? Прашале исплашливо. А тој му одговорил со шупливо стенкање. Воздивнува, рекол Сми. Еве го пак, рекол Старки. Еве и трет пат, рекол Сми. Што е, капетан? Тогаш конечно Кука проговорил со бес во гласот. Играта е готова, извикал. Децата си најдоа мајка. Иако премрен од страв, Венди се надула од гордост. Ох, колку лош ден, извикал Старки. Што е мајка? Прашал неукиот Сми. Венди била толку изненадена што извикала. Тој не знае. И од тогаш секогаш мислела дека кога би имала домашен миленик, секако би го одбрала гусарот Сми. Петар ја одвлекол под вода зашто Кука се разјарил, извикувајќи. Што беше тоа? Јас ништо не слушнав, рекол Старки кревајќи го фенерот над брановите. Но кога гусарите погледнале, виделе чудна гледка. Тоа било гнездото за кое ви кажував како плови во лагуната, а во него седела птицата Нигелица. Гледаш, рекол Кука, како одговор на прашањето на Сми, ова е мајка. Каква поука? Гнездото мора да паднало во вода, но дали мајката ќе ги остави јајцата? Нема. Направил мала пауза, не бара за момент се сетил на невините денови кога, но тогаш со куката го избришал тој миг на слабост. Сми импресионирано гледал во птицата, додека струјата го носела гнездото, но подзривиот Старки рекол. Ако е мајка, може би се мотка наоколу за да му помогне на Петар. Кука се сепна. Аха, рекол, токму од тоа се плашам. Тогаш од потиштеноста го разбудил одушевениот глас на Сми. Капетане, рекол Сми, зошто на тие деца не им ја грабнеме мајката, па да биде наша? Кралска замисла, извикал Кука и во неговата глава веднаш добила практична форма. Ке ги грабнеме децата и ќе ги однесеме на бродот, ке ги натераме да шетаат по штица, а Венди ќе ни биде мајка. Сега Венди се занела, никогаш, извикала, па нурнала со главата под вода. Што беше тоа? Но ништо не можеле да видат. Помислиле дека мора да е лист носен од ветрот. Се согласувате ли, штуци? Прашал Кука. Еве рака, рекле обајцата. А еве е и мојава Кука. Заколнете се. Сите се заколнале. Тогаш веќе стигнале до карпата, па Кука одеднаш се сетил на тигрестата Лили. Каде е индијанката? Одеднаш прашал. На момент бил шеговит и тие помислиле дека тоа е еден од тие моменти. Се е во ред, капетане, одговорил Сми задоволно. Ја пуштивме да сти оди. Сте ја пуштиле? Извикал Кука. На ваша заповед, почнал да пелтеши првиот офицер. Па ти преку море ни довикна да ја пуштиме, рекол Старки. По ја волите, згрмел Кука. Кој лаже овде? Лицето му поцрнело од бес, но видел дека тие веруваат дека ја зборуваат вистината. И тоа го вџашило. Момци, рекол, тресејќи се малку. Јас тоа не сум го заповедал. Тоа е злиот дух што поминувал, рекол Сми и сите незадоволно почнале да гестикулираат. Гласот на Кука треперел. О, духу, што ноќве ја обседнуваш мрачнава лагуна, извикал. Ме слушаш ли? Се разбира, Петар требало да молчи, но не го сторил тоа. Веднаш одговорил со гласот на Кука. Луда среќа, какво изненадување те слушам? Во тој возвишен миг Кука не пребледел, ниту на подбрадокот, но Сми и Старки грчевито се фатиле еден за друг. Кој си ти, незнајко, зборувај? Прашал Кука. Јас сум Джеймс Кука, одговорил гласот. Капетанот на гусарскиот брод. Не си, извикал Кука со засипнат глас. Ја ти чемер, одвртил гласот. Кажи го тоа уште еднаш и ќе те фрлам сиртуро на тебе. Сега Кука се обидел милно да зборува. Ако си Кука, прашај, рече си понизно. Тогаш кажи кој сум јас. Бакалар, одговорил гласот. Најобичен бакалар. Бакалар, одговорил Кука празно како ехо и тогаш, но не порано, неговото достоинство било понижено. Гледал како неговите луѓе се оддалечуваат од него. Зар ние сето ова време сме слушале заповеди од бакалар?
мрморале. Тоа е понижување за нашата гордост. Тоа биле кучињата што одеднаш почнале да ги покажуваат забите на својот господар, но тој и покрај трагичноста на својата положба одвај обрнал внимание на нив. Наспроти таквите страшни докази му била потребна не нивната, туку собствената верба во себе. Чувствувал како собственото јас му се лизга од рацете. Не напуштај ме, шутрак, засипнато му прошепотил собственото јас. Сепак, во неговиот мрачен карактер, како и кај сите големи гусари, имало и нешто женско што некогаш му давало интуиција. Одеднаш се обидел да блефира. Кука, го викнал, имаш ли и друг глас? Сега Петар, кој сакал да игра игри, блажено одговорил со својот глас. Имам. А друго име? Аха, билка, прашал Кука. Не. Минерал? Не. Животно? Не. Човек? Маш? Не. Одговорот звонел презрив. Момче? Да. Обично момче? Не. Чудесно момче? На изненадување на Венди, одговорот што го снуштала бил да. Дали си во Англија? Не. Тука ли си? Да. Кука бил сосем збунет. Прашате го и вие нешто? Мреков на другите брешеки кој росеното чело. Сми се замисли. Ништо не му паѓа на ум, рекол со тага во гласот. Не можете да погодите, не можете да погодите, почнал да грака Петар. Се предавате ли? Се разбира дека во играта отишол премногу далеку, а тие скотови ја виделе својата шанса. Да, одговориле натрпеливо гусарите. Тогаш добро извикал. Јас сум Петар Пан. Пан! Во тој момент повторно Кука бил оној стариот, а Сми и Старки неговите верни следбеници. Сега е наш, извикал Кука. Во море, Сми, Старки, внимавај на чамецот. Го сакам жив или мртов. Подскокнал додека зборувал, а истиот час го слушнал и гласот на Петар. Момци, подготвени ли сте? Да, се слушнало од сите страни на лагуната. Јуриш на гусарите! Борбата била кратка, но остра. Џон бил првиот што пуштил крв. Јуначки се качил во чамецот и го дофатил Старки. Следувала жесток бој во кој на гусарот му е изгубил сабијата од раце. Старки се измокнал по морето, но Џон рипнал по него. Чамецот отплувил понатаму. Онде на површината ќе испливала нечија глава. Блесок од челик следен од крик или од извик. Во таа мешаница некој ќе удрил некого од своите. Вадичепот на Сми го дофатил штрбавиот по четвртото ребро, а кадравиот нему му пуштил крв. Подалеку од карпата, Старки ги беше притиснал Свирко и близнаците. А каде бил Петар за тоа време? Во лов на поголемиот плен. Другите биле храбри и не требало да го обвинуваме што се повлекле пред капетанот на гусарите. Неговата железна канча околу него правила круг од мртва вода од која бегале како преплашени риби. Меѓутоа, меѓу нив бил еден кој не се плашил, еден кој бил спремен да влезе во тој круг. Чудно, но не се сретнале во вода. Кука се качил на карпата да зеде здив. Во исто време, од другата страна се качил и Петар. Карпата била заоблена и лизгава, како топка, и тие се качувале ползејки. Ниеден од нив не знаел дека од другата страна доаѓа другиот. Обајцата барале нешто да се фатат така што се фатиле за рака. Изненадени, ја кренале главата и речиси се судриле со носовите. И така се сретнале. Некои од најголемите јунеци си имаат и доверено дека пред да се нафралат на непријателот, ги обземела малодушност. Ако тоа му се случило на Петар, тој би го признал тоа. На крајот на краиштата, тој бил единствениот од кој се плашил дури и морскиот Кука. Но Петар не бил обземен од малодушност, туку чувствувал вистинска радост, така што од радост почнал да чкрипи со забите. Брз како мисла на Кука му го извлекол ножот од појасот и кога сакал да му го забоде, забележал дека на карпата стои повисоко од противникот. А тоа не било фер борба, затоа му е подал раката на гусарот да се качи. И тогаш Кука го гризнал. Петар не бил зашеметен од болка, туку од нечесност. Затоа станал безпомошен, само стаписано зјапал пред себе. Така се однесува секое дете кога првпат неправедно се однесуваат кон него. Сите деца сметаат дека имаат право на праведност, а кога еднаш си бил неправеден кон некого, повторно ќе те сака, но никогаш веќе нема да биде истото дете. Никој никогаш не поминува преку таа прва неправда. Никој, освен Петар. Често му се случувало, но подоцна ја заборавил. И мислам дека тоа е главната разлика меѓу него и сите други деца. И така, сега кога се соочил со неа,
Било небаре му се случувало по прв пат. Можел само безпомошно да ја зјапа пред себе. Така 2 пати бил зграбчен од железната рака. Неколку минути подоцна децата го виделе кука во морето како диво мавта со рацете на кебродот. Немало гордост на неговото лице, само ужасен страх, зашто крокодилот бил зад него. Во нормални услови, децата весело ќе запливале отстрана, но сега биле загрижени зашто ги изгубиле од вид Петар и Венди, па во потрага по нив ја пребарувале целата лагуна, довикнувајќи ги нивните имена. Го пронашле чамецот и во него се вратиле дома, извекувајќи по патот: Петар, Венди, но не добиле одговор, освен подбивната смеја на сирените. Сигурно се вратиле дома пливајќи или летајќи, заклучиле децата. Не било многу загрижувачки, уверувале на Петар, се ги котеле, онака детски, зашто доцнеле на спиење, а тоа било вина на мама Венди. Кога замреле нивните гласови, во лагуната завладеала тишина, па слаб извик: Помош! Помош! 2 мали фигури се удирале од карпата. Девојчето се насвестило и му патнало во прегратка на момчето. Со последни сили Петар ја извлекол Венди на карпата и легнал покрај неа. И тогаш почнал да губи свест кога забележал дека се крева нивото на морето. Бил свесен дека наскоро ќе се утоват, но немал веќе сила. Додека лежеле така еден покрај друг, една сирена ја фатила Венди за ногата и почнала да ја влече во вода. Петар почувствувал како му се лизга од рацете, па се освестил толку навреме да ја повлече назад, но сега морал да ја каже вистината. На карпата сме, Венди, рекол, но таа е се помала. Навргу морето ќе не преплави. Таа не разбирала. Мораме да одиме, рекла речиси ведро. Да, одговорил тој со тиво глас. Петар, ќе пливаме или ќе летаме? Сега морал да ја каже. Мислиш дека без моја помош ќе можеш да испливаш и да одлеташ од островот? Морала да признае дека е премногу изморена. Тој почнал да јачи. Што е? Одеднаш прашала загрижен. Венди, јас не можам да ти помогнам. Кука ме рани. Не можам да пливам, ниту пак можам да летам. Сакаш да кажеш дека ќе се удавиме? Гледај како се кревува морето. Ги затворила очите за да не го гледа тоа. Мислеле дека ги нема веќе. Додека седеле така, Петар почувствувал дека нешто го допира. Лесно како бакнеш. И стоело така небаре срамно како да вели. Како да ви помогне? Тоа било опашот од змејот што мајкал го имало направено пред неколку денови. Тош му се оттегнал од рацете и одлетал. Смејот на Мајкал, рекол Петар, незаинтересирано. Но веќе следниот момент го дофатил лопашот и почнал да го влече на кај себе. Мајкал го крена од земја, извикал: Зошто не бете однал и тебе и мене? Не може двајцата. Мајкал и кадравиот веќе се обидоа. Ајде да влечеме сламка, рекла Венди храбро. Но ти си дама, никогаш. Околу неа веќе го заврза лопашот. Таа цврсто го фатила, одбивала да оди без него, но тој извикувал: Збогом, Венди, ја турнал од карпата и за неколку минути му се изгубила од видот. Петар останал сам во лагуната. Карпата сега веќе многу се смалила, уште малку и ќе покријат брановите. Бледи зраци светли на полика се движеле помеѓу водата и набрзо се слушнале звуци, најмузикални и најмеланхолични. Сирените ја довикувале месечината. Петар навистина не бил како другите деца, но на крајот и тој се исплашил. Телото почнало да му трепери, како оној почетен бран преку морето, но на морето еден бран, после него следи друг бран, се додека не ги има на стотици, а Петар го почувствувал само тој ден. Следниот момент веќе стоел исправен на карпата, со насмевка на лицето и со топање на градите велејки. И смртта ќе ми биде многу голема авантура.